Пропаднаа големите ветувања дека СДСМ од Штип ќе направат енергетски ефикасна општина за пример, се огласија денеска на пресконференција од ВМРО ДПМН. Помпезните ветувања на СДСМ за создавање на енергетски ефикасна општина паднаа во вода откако на денешната седница на Советот беше поднесена предлог програма за енергетска ефикасност за 2021 година, последна до истекување на мандатот на престојните локални избори. Од приложеното, исто може да се заклучи дека воопшто не се размислува ниту за реализација на енергетски ефикасни фасади за стамбените згради на најголемите населби во Штип, кои беа ветени во кампањата 2017 година. Она што оваа власт го нуди како замена за ветеното се интервенции во неколку училишни згради и енергетско осветлување, кое впрочем беше дел од активностите уште од претходната власт на ВМРО ДПМН. Заклучоците на ВМРО ДПМН се паушални и те не сакаат да видат што се е направено. Во писмена форма одговорија од општината. Она што беше ветено од страна на општината за обезбедување на документацијата за гасификација е целосно реализирано, односно обезбедена е целата планска документација, врз чија основа треба да започне и реализацијата на овој значаен проект. За нивна информација, само оваа година извршена е целосна промена на кровот на училиштето Тошо Арсов, а во наредниот месец ќе се започне со промена на кровот на училиштето Гоце Делчев. Исто така на овие училишни објекти се поставени енергетски ефикасни фасади, а истата ќе биде поставена и на училиштето Гоце Делчев. Затоа им препорачуваме во наредниот период да се соочат со вистината колку и да боли, дека СДСМ она што го ветува и го реализира. Стои во писмената реакција од општината.